Добар ден, драги ученици. Еве неповторно во училницата. Денес ќе разговараме по предметот математика во второ оделение. Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес. Ќе се запознаеме со наставната содржина правиме симетрични форми. Еве, правиме симетрични форми, фигури, цртежи или слики. Што ќе научиме на овој час? Да се запознаете со изработка на симетрични фигури. Да ја разберете симетричноста на нацртаните фигури или слики. Стекнатите знаења да ги применувате секојдневно во вашиот живот. Прво, да се потсетиме за симетрија секаде каде што има. Еве симетрија во природата, гледате на оваа слика, комплетно симетрична слика во природата со одраз во водата. Исто и овдека имаме симетрија во природата. Одразот на водата ни дава иста симетрична слика. На сликата гледате градба и овде имаме симетрија во градбите. Погледнете, еве ја, ако е овде некаде оската на симетрија, погледнете како еднакво се распоредени фигурите во градбата. Овде имаме два исти симетрични возови. Вазната е исто така симетрична. Значи симетрија кај предмети. И пеперутката има симетрија, ја гледате левата и десната страна е еднаква и со еднакво распоредени шари. Значи, симетричност кај пеперутката. И паунот има прекрасни, убави пердови кои што се симетрични и даваат една прекрасна, убава слика со симетрија. Еве, овде имаме симетрична слика нацртана од 2D форми. Исто така имаме нацртани симетрични слики на птици како одраз во огледалото. Симетрична фигура направена од шестоаголници. И сега ќе правиме практични изработки на симетрични форми. Што ќе не биде потребно? Потребен материјал. Листови хартија. Линијар со форми. Ножички, боја и четка. Прва задача. Правиме симетрични 2D форми. Од претходните часови научивте како можеме да ги направиме 2D формите. Најлесно може да нацртате 2D форми, квадрат, круг, правоаголник, триаголник со помош на линијарот со форми, а потоа исечете ги. Превиткајте и проверете дали се поклопуваат. Ако се поклопуваат, тогаш се симетрични. Еве го квадратот, кругот, триаголникот и правоаголникот. Сите овие се симетрични затоа што имаат оски на симетрија. Втора задача, правиме симетрија со боја. На лист хартија ставете на средина малку боја. Превиткајте го листот, полека притиснете го нежно и потоа отворете го. Значи листот ќе го притиснете, полека бојата внатре ќе ја направите и ќе го отворите листот. Ќе имате прекрасни слики. Што забележувате? Имате прекрасна шара и двете страни се еднакви. Сликите што ги направивте со боја се симетрични. На едната и на другата страна се еднакви. Еве, примери на шари од боја на лист хартија. Еве во повеќе бои.
Еве уште една шара која е интересна. Значи можете да направите најразновидни шари кои што ќе го збогатат вашето досие со изработки. Трета задача имаме изработка на симетрична слика. На лист хартија со темпера и четка насликајте некој предмет, дрво или што сакате. Поклопете го за да се впие бојата на другиот лист. Одлепете го и ќе видите иста симетрична слика како нацртаната. И да почекам да направите. Притиснете ја убаво. Една врз друга хартијата, а потоа одлепете ја, како што ја прави овде вашето другарче. Забележувате дека сликите се симетрични. Еве го оригиналот, еве ја пресликаната слика, која што е исто така симетрична. Четврта задача имате цртање на симетрична фигура. Нацртајте ја на листот прво линијата на симетрија. Значи, точно на средина. Ќе го превиткате вака листот и точно линијата ви представува симетрија. Потоа, цртајте ја вашата фигура на едната страна, а потоа и на другата страна исто како на одразот на огледалото и ќе добиете симетрична фигура како пеперутката на сликата. Еве ја пеперутката. Значи, прво е нацртана едната страна, еве ја едната страна нацртана, а потоа е цртана другата страна и гледате дека сите шари се симетрични, односно левата и десната страна е иста. Ова ќе ви биде потребно подолго време за да нацртате, но дома ќе си ги нацртате овие изработки или цртежи. Еве за домашна задача да направите повеќе симетрични фигури со помош на боја и листови, како што правевме досега. Да нацртате симетрични фигури користејќи ги квадратчињата во тетрадката. Значи можете да си го напишете вашето име, буква, ама да биде точно симетрична, линијата на симетрија да покажува лева и десна еднаква страна. Драги ученици, се надевам дека сите ќе ги направите прекрасни симетричните фигури и ќе ги ставите во вашата колекција на изработки. Ве поздравува наставничката Светлана Бобевска. До видување, до следното видување.